Земаме 7.500 денари социјална помош. Од нив дури 5.000 денари ни зема банката, како кредитна рата, за кредит кој ни беше земен како вработени во една странска компанија, а од која лани, заради пандемијата, добивме откази. Ова е накратко приказната на млад брачен пар од Прилеп, кој има и едно 18-месечно дете и кои сега преживуваат со само 2.500 денари месечно, бидејќи друг извор на екзистенција немаат. Преплавени од стравот да не им биде одземена социјалната помош, ако проговорат јавно, тие побараат да не го објавуваме нивниот идентитет. Што надевајќи се, значи, си работевме државно, нормално и зедовме кредити. Ама за жал, фирмата не извиси, не остае без работа, очекуваме да ни се јави, не се јавуваат и ние си направивме книгите за социјална помош. Ама трет пат банката не ги земат парите по 5.000 без причина. Ние да влеземе на работа било каде, одма почнуваме да си ги вратиме парите, она што ни помогна банката. Нашиот соговорник вели дека реагирал и во банката, и во надлежниот центар за социјални работи. Но се било попусто. Се обратиме до банката, зошто ова не го правите, како не ги запирате парите, зошто да рече ние мора да ги запираме, вие имате борч, имате кредит, ама на овие пари не се од социјалното. Ништо рече, тоа не важи. И си запират пари. Трет месец како запира по 5.000. Дали ваквото запирање од страна на банките е законски, одговор побаравме од Министерството за труд и социјална политика. Од таму ни беше одговорено дека правото на гарантирана минимална помош припаѓа на категоријата социјални трансфери и истото не треба да биде предмет на извршување. Исто така, ова било уредено и со меморандум за соработка помеѓу Министерството и извршителите, според кој извршителите имале пристап до базата на податоци за добивање информација дали лицата кои се дадени на извршител се корисници на право од социјална заштита, велат од Министерството за труд и социјала.